Добар ден, драги пријатели, добродојдовте во денешново издание и денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов. Денеска ќе позборуваме за една тема која што е поврзана со подготовката и приготвувањето на храна. И всушност на што мислам? Минатата недела разговарав со еден мој клиент кој што ме прашуваше околу тоа како храната можеби најдобро да се готви. Дали е добро да биде варена, дали е добро да биде печена, дали на скара е окей, нормално запржено знаеше дека не е во ред. И тука стануваше збори исто така за храната која што можеби се притоплува и се подготвува во микробранова. И сакав да расчистам некои дилеми затоа што знам дека многу од луѓето можеби сметаат дека одреден тип на приготвување на храна е подобар од другиот и затоа сакав да ги расчистам овие работи. Значи, печењето, варењето, не знам, на скара подготовката или во микробранова се сите на еден начин принципи како храната да се стопли и да се подготви пред ние да ја јадеме. И она што можеби се разликува во сите тие начини е времето потребно за да храната се подготви и со самото тоа дали и колку се шансите да одреден број на нутриенти се изгубат од таа храна. Особено кога зборуваме за храна од растително потекло и особено за најсензитивните микронутриенти, односно витаминот С и Б витамините, кои што први секогаш ја губат својата вредност кога се изложени подолго на повисоки температури. Сега, околу варењето и печењето знам дека знаете дека е окей. Она што можеби не е баш најдобро приготвување на храна да биде што почесто е приготвувањето на храна на скара, на жар, и можеби јас би ја класифицирал подготовката на храна на скара на жар како втора по можеби ранг на нездравост после пржењето на храната, затоа што знаете дека со самото ослободување на топлина од жарот се ослободуваат и доста токсини кои што сакале ние или не ќе влезат во месото или во типот на храна, независно, можеби подготвуваме леп, можеби подготвуваме зеленчуци на скара и како и да, ако мене ме прашувате за веќе скара, знам дека губи од шмек, но во секој случај многу е подобро да тоа биде на плотна или на електрична скара. Кога сме исто така и кај микробрановата, како уред за притоплување или подготовка на храна, можеби некои од вас сметаат дека микробрановите не се баш во ред, али микробранови се и не знам, постојат, денеска сме изложени на секаков тип на бранови на светлина, на радиобранови, на микробранови, на рентген зраци, на гама зрачење и така натаму, и оние кои што се опасни по здравието се всушност гама и рентген зраците, додека за микробрановите кои што ги произведуваат овие микробранови уреди не се толку опасни се додека храната ја подготвуваме во порцеланско, мислам во порцелански прибори. Сега, храната која што се приготвува во микробранова печка, дури според мене можеби и не е толку лоша затоа што периодот кој што е потребен за да се загрее таа храна е некогаш 2 до 3 минути и не повеќе. И тоа значи дека таа храна нема да биде изложена многу високо многу долго на високи температури. И самите температури кои што се создаваат во таа храна не се создаваат поради микробрановите, туку се создаваат од самата храна внатрешно, затоа што тие микробранови ги размардуваат атомите и молекулите во храната и сето тоа создава топлина. Затоа не се плашете кога се зборува за микробранова и на крај, ако сакаме да ги класифицираме кои можеби типови на подготовка на храна се најдобри, според мене тоа се печење во рерна, варење на храна и нормално притоплување во микробранова, затоа што има најмало губење на нутритивната вредност поради краткиот период кој што е потребен за да се загрее храната. Така да мислам дека на дел од вас кои што можеби не сте ги знаеле овие работи или сте мислеле дека ги знаете, а сепак сте увиделе дека тоа можеби не е така после оваа епизода, можеби ќе ви помогне да си помогнете на самите себе и да од сега па натаму знаете како можеби на подобар начин да ја подготвувате храната. За денешната епизода завршуваме. Фала ви за вниманието, фала ви за интеракцијата и се гледаме во следната епизода. Чао, чао!